Здраво, почитувани ученици! Јас сум Сашко Колев, наставник по физика од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Кевгелија. Денеска ќе ја презентираме наставната единица енергија на магнетно поле. Најпрво да се потсетиме на поимите самоиндукција и електромоторна сила на самоиндукција. Појавата на индуцирање на електромоторна сила на креевите од проводникот под дејство на сопствено променливо магнетно поле се нарекува самоиндукција, а електромоторната сила што се појавува на креевите од проводникот се нарекува електромоторна сила на самоиндукција. Законот со кој што е представена самоиндукцијата е даден со равенката, каде што електромоторната сила на самоиндукција зависи од индуктивитетот на калемот и од брзината на промена на јачината на струјата во единица време. Знакот минус ни покажува дека електромоторната сила на самоиндукција секогаш се противи при промената на јачината на струјата во струјниот круг. Да ја проследиме анимацијата, во кој што имаме представено струен круг, во кој што имаме поврзано изворна струја, прекинувач и две паралелни гранки. Во едната имаме поврзано соленоид или калем, а во другата гранка сијалица. Да проследиме што ќе се случи при затварањето на струјниот круг. Нормално, нели, при затварањето на струјниот круг, сијалицата продолжува да свети. При отварањето на струјниот круг, сијалицата продолжува и понатаму да свети. Сигурно се прашуваме од каде е енергија за да сијалицата и по отварањето на струјниот круг продолжува да свети. При затварањето на струјниот круг, на креевите од калемот се создава електромоторна сила на самоиндукција, која што се противи на течењето на електричната струја. Па оттаму се врши работа за совладување на електромоторната сила на самоиндукција, која што работа се претвара во енергија на магнетно поле на калемот, односно на соленоидот. Па оттаму сијалицата продолжува да свети и по отварањето на струјниот круг. Да ја проследиме до крај анимацијата. Значи да се потсетиме, при вклучувањето на струјниот круг се врши работа за совладување на електромоторната сила на самоиндукција. Таа работа се претвара во енергија на магнетно поле, кое што е причина за продолжување на светењето на сијалицата при отварањето на струјниот круг. Магнетната енергија е дадена со равенката, каде што таа е еднаква на полупроизводот од индуктивитетот на калемот и квадратот на јачината на струјата. Ако индуктивитетот се изрази во Хенри, а јачината на струјата во ампери, тогаш мерна единица за магнетна енергија во ЕСИ системот е 1 џул. Каде наоѓа примена енергијата на магнетното поле? Енергијата на магнетното поле наоѓа примена при стартувањето на неонските светелки. Негативен ефект на енергијата на магнетното поле се јавува при брзо вклучување и исклучување на прекинувачот во струјниот круг. Тогаш се појавуваат високи наднапони, при што се појавува искрење околу самиот прекинувач. Тие струи што се појавуваат околу прекинувачот се наречени паразитски струи. За отстранување на ваквиот негативен ефект на енергијата на магнетното поле, во струјниот круг се поврзува кондензатор, кој што има за задача да ја акумулира целата енергија на магнетно поле. Да решиме и задача.
Да се определи енергијата на магнетното поле на калем со индуктивитет од 24 микрохенри, ако низ него тече струја со јачина од 8 ампери. Запишуваме што ни е дадено и што се бара. Ја запишуваме равенката за енергија на магнетно поле. Ги заменуваме вредностите на дадените физички величини, предходно претворени во AC системот. Пресметуваме најпрво операцијата квадрирање, па потоа производот во бројделот и за енергијата на магнетното поле добиваме 768 по 10 на минус 6 джули. Да решиме уште една задача. Брзината со која се менува јачината на струјата е 20 ампери во секунда. На краевите на соленоидот електромоторната сила на само индукција изнесува 10 миливолти. Да се определи индуктивитетот на калемот. Да запишеме што ни е дадено. Се бара, значи, индуктивитетот на калемот. Ја запишуваме равенката со која се изразува законот за самоиндукција. Од тука го изразуваме индуктивитетот на калемот. На редниот чекор заменуваме вредностите на дадените физички величини, предходно претворени во AC системот. За индуктивитетот на калемот добиваме 0,5 милихенри. Ете, тоа би било, почитувани ученици, за денешнава наставна единица енергија на магнетно поле. Се гледаме во наредната наставна единица.